Добар ден, почитувани членови на Советот на Општина Куманово, почитувани представници на општинската администрација, почитувани представници на јавните предпријатија, почитувани представници на медиумите. Ја отварам четвртата воредна седница на Советот на Општина Куманово. Согласно одредбите на статутот на Општина Куманово, согласно одредбите за нашата работа, ве молам најпрви сите да се изјасниме за оправданоста на причините за свикување на оваа воредна седница. Имено, како што бевте известени и во материјалите кои што ви се доставени, како причина за свикување на оваа четврта воредна седница е наведена потребата од укинување на претходната така наречена интервентна кризна мерка за ставање вон функција на зонското паркирање, односно ослободување од надомест за користење на услугите на јавното предпријатие на Куманово паркинг, која донесовме како членови на Совет на Општина Куманово, се со цел да им ја олесниме состојбата на граѓаните на Општина Куманово во воредната состојба предизвикана од коронавирусот. Сметаме дека согласно движењето на бројот на заболените, на растењето на бројот на оздравените во нашата општина и постепеното олабовување на цевкупните мерки во државата и на мерките на нашиот општински кризен штаб и на мерките кои ние како Совет на Општина Куманово ги изгласавме и ги донесовме, би требало денеска веќе да донесеме една ваква одлука со која повторно ќе ставиме во функција работењето на јавното предпријатие Куманово паркинг. Тоа што се однесува до причината, ве молам повторно со кревање на рака. Согласно статутот не расправаме за оправданоста на причините, се изјаснува процедурално, може да ви дам збор, повелете. Почитувани колеги советници, почитувани присутни. Добро е што председателката на Советот при образложение за свикување на оваа седница се повика на статутот на Општина Куманово. И ја тука го имам извадено член 30 од статутот, кој што гласи, цитирам: Воредна седница се свикува за прашања од значење за безбедноста и сигурноста на граѓаните, за прашања кои настанале поради воредни околности, пожар, поплави, земјотреси и слично, и при посета на делегација или висок функционер од друга земја кога истите сакаат да се обратат на членовите на Советот. Точка. И завршува овој член. Па би прашал, кој од овие услови е исполнет за свикување на оваа воредна седница? Значи, точката на дневен ред нити се однесува за пожар, нити за поплави, нити за земјотреси, нити за било која воредна ситуација, а уште помалку е за посета на некој функционер кој што ќе се обрати до Советот. Значи, по мене, ова е чиста злоупотреба на институцијата воредна седница. Оваа точка на дневен ред би требало да се стави на редовна седница на дневен ред и да се оди по редовна процедура. Значи, не гледам никаква потреба од свикување воредна седница за оваа точка. Благодарам. Ви благодарам. И веднаш одговор на вашето процедурално прашање, кој се состои токму повторно во истиот член 30 од статутот на Општина Куманово, токму на почетокот на членот кој вие го цитиравте, дека воредна седница се свикува за прашање од значење за безбедноста и сигурноста на граѓаните и за прашања кои настанале поради воредни околности, пожар, поплави, земјотреси и слично. Во овој случај, воредните околности се наоѓаат токму во зборот слично, иако не се прецизно наведени, такви воредни околности се подразбираат и како што е случајот со пандемијата од вирусот COVID-19. Од исти причини и ја свикавме и претходната воредна седница која ја носевме одлуката, која денеска на некој начин ја ставаме вон сила, и сметам дека со тоа се исполнети условите за свикување, најпрви ваквите формални статутарни услови за свикување на една воредна седница,
А, впрочем, вашето согласување или несогласување за оправданоста, за причините, можете да го изразите со кревање на рака, со поддршка, со глас за или против. Така да, тоа е во однос на процедуралното толкување. Повелете, Петрушевски, процедурално. Така, благодарам. Поздрав до сите. Мојата процедурална забелешка е исто така се базира на одредби од статутот и деловникот за работа, дека каде што стои, член 31, во редна седница ја свикува председателот на Советот по сопствена иницијатива или по барање на најмалку 1/3 од членови на Советот или на предлог на градоначалникот. Значи, имајќи предвид све што кажавте, вие како кажавте, само ова убаво да ни го кажете, на чија иницијатива е свикана ова воредна седница. Благодарам. Ви благодарам. Воредната седница е свикана на заедничка иницијатива на членовите на Советот, кои го сочинуваат мнозинството, и градоначалникот на општина Куманово. Меѓутоа, во секој случај, оправданоста на можноста воопшто да се свикува е содржана во член 30, а тоа е дека се свикува, повторно ќе кажам, за прашање од значење за безбедноста и сигурноста на граѓаните кои настанале поради воредни околности од наведените причини и кои не се докрај наведени, бидејќи не се предвидени какви се воредни околности. Сигурно дека законодавецот кога ова го пишувал воопшто не предвидел дека може да се сретнеме со ваква состојба како што е состојбата со оваа епидемија, меѓутоа оставил простор во такви услови и вака да функционираме. А впрочем, во меѓувреме се донесува, што е исто така предвидено со Уставот, и многу уредби со законска сила и многу други начини на постапување, и помеѓу останатото, еве можноста, например, и онлайн да свикаме или по електронски пат седница, меѓутоа само како можност ние сметавме дека согласно условите кои ги поседуваме, кои би кажала ретко која општина во државата поседува ваков простор со ваква сала во ваков обем, дека се уште можеме сосема безбедно, почитувајќи ги сите мерки за пропишаната дистанца, за претходни дезинфекција, да работиме на овој начин, затоа и овој пат не одевме на таа електронска варијанта. А сега не, јас ве молам, ова сепак не е ни Уставен суд и се прашате, одговараме, толку е што се однесува до процедурата ваша и моја како членови на Советот. Можеме да се согласуваме или не, меѓутоа не се дебатира процедурално. Тоа кажавте, имате забелешка, добивте одговор, можеби се согласувате, можеби или не. Ние сметаме, јас сметам пред се како човек кој води седницата, ја свикува и ја организира, дека има сосема оправдани причини и за свикување и за работа, и затоа ве молам сега веќе да пристапиме кон гласање за оправданоста на причините за ова свикување на воредна седница. Се разбира, вашето согласување и несогласување можете да го изразите на тој начин. Ги молам службите да го регистрираат нашето изјаснување. Најправин кој е за оправданоста на причините за свикување на ова воредна седница, ве молам со кревање на рака. Дваесет советника гласаа за. Кој е против оправданоста на причините? 7 советника се против. Има ли воздржани? Нема. Констатирам дека со 20 гласа за, 7 против и ниту еден воздржан е изгласана оправданоста на причините за свикување на оваа седница. За работата на денешнава седница го предлагам дневниот ред со една единствена точка: предлог решение за давање согласност на одлуката на јавното претпријатие Куманово паркинг Куманово за ставање во функција на зонско паркирање. Ве молам да се изјасниме кој е за да работиме по вака предложениот дневен ред со кревање на рака. Повторно, кој е за предложениот дневен ред?
20 члена на Советот гласаа за. Кој е против? 7 члена на Советот беа против. Воздржани? Нема. Констатирам дека со 20 гласа за, 7 против и ниту еден воздржан го усвоивме денешниот дневен ред. Одиме на првата единствена точка од дневен ред, предлог решение за давање согласност на одлуката на јавното предпријатие Куманово паркинг од Куманово за ставање во функција на зонското паркирање. Отварам расправа по ова предлог решение. Повелете дали некој бара збор. Прв се пријави колегата Драган Петковски. Повелете. Почитувани присутни, на минатата седница донесовме одлука да поради кризната состојба, поради вонредната состојба во која што се наоѓа Република Македонија, да се укине наплатата на паркинг, на паркирањето на територија на општина Куманово, што го вршеше јавното предпријатие Куманово паркинг. Сега на оваа седница пред нас е ставена точка на дневен ред укинување на оваа одлука. Па би ве прашал сите, што се промени од минатата седница до сега? Република Македонија е во вонредна состојба. Беше и уште е. Кризната состојба од коронавирусот беше и уште трае. Не е укината. Значи, состојбата е потполно иста како што беше на минатата седница. Зошто минатата седница гласавме да се донесе оваа одлука, а сега да се укине? Дали е донесена оваа одлука по грешка, па треба да се исправи таа грешка, или има некоја друга причина? Значи, ја рачунам дека ако минатата седница исправно сме ја донела оваа одлука, треба да помине вонредната состојба, треба да кризата поради вирусот да не постои веќе, за да ја укинеме оваа одлука. А на овој начин, што сме направили? Дали некој ќе ни даде извештај што е постигнато со оваа одлука? Кои се резултатите на оваа одлука што сме донели минатиот пат? Освен тоа што Куманово паркинг немало приходи за овој период. Дали некој стручно лице ќе направи извештај да каже дека поради тоа што сме ја донеле таа одлука, поради тоа што не се наплаќало паркинг, тие се бенефитите на општината. Значи, по мене, или тога се погрешило, или сега се греши. Ама во една од ситуациите се греши сигурно. Така да би требало да размислиме околу укинувањето на оваа одлука. И втора работа, во документот што треба да го изгласаме, одлука на управниот одбор на јавното предпријатие, во член 2 стои: одлуката стапува на сила со денот на давање на согласност од страна на Советот на општина Куманово. По мене, секоја одлука на Советот стапува на сила со објавување во службен гласник на општина Куманово. Значи, не може одлуката да стапува на сила со донесување со давање на согласност на Советот. Значи, треба претходно да се објави во службениот гласник на општина Куманово. Добро. Значи, би им сугерирал на предлагачот на оваа точка да ја исправат овој член и да стои дека одлуката ќе стапи на сила со денот на објавување во службен гласник. Благодарам.
Оваа забелешка ја сметам, оваа последнава, повеќе како процедурална, може би требале да потенцираат, меѓутоа тоа што напишале дека стапува на сила со денот на давање на согласност, било ниту еден управен одбор, кој впрочем е изгласан од нас како советници, како Совет на општина Куманово, не пропишува кога е правната важност на нашите одлуки, решенија, на актите ние што ги носиме, тоа се знае и согласно Законот за локални, статутот и деловникот, дека одлуките, решенијата, другите заклучоци, другите акти што ние ги носиме стапуваат на сила со денот на објавувањето во службениот гласник на општина Куманово, а впрочем тоа е и потенцирано во решението за кое ние денеска расправаме и кое ќе го, се надевам, ќе го донесеме, усвоиме. Дали некој друг бара збор? За збор се јави советникот Зоран Петрушевски, повелете. Така, благодарам. И не свекајки председателката на Советот после мојата процедурална забелешка, кажа дека таа ја води седницата, таа ја свикала ова седница. Добро, кажа дека договорно третина од советниците, градоначалникот и така натаму, убаво би било кога би имало писмен доказ за тоа. Градоначалникот со Советот комуницира нормално на писмен начин, а и третината од советниците требало да напишат исто така три збора, да се потпишат дека тоа е нивната иницијатива. Таква нешто нема, што значи формално правно јас оваа седница воредна ја толкувам на единствен може начин, а тоа е дека е свикана од председателот на Советот. Сега, зошто е тоа важно? Може би на некој не е важно, но важно е на ниво на нашава република во споредба со други совети како работат, што работат. Мислам дека е ова малку, нема да кажам смешна, но ќе кажем една чудна состојба, една чудна воредна седница за вакво прашање. Сосема нормално би било денеска да била свикана, вчера да била свикана редовна седница, во понеделник би имале седница редовна, уште некои точки, кога веќе состојбата е редовна. И затоа малку така, не малце, многу е чудно за една ваква работа да се свикува воредна седница. И тоа е приказката. И сега, ако веќе мора подхитно да се свика оваа седница, јас оваа точка ја гледам како точка со која што се бара спас за ова јавно предпријатие. Лоша е состојбата, знаеме. Единствен извор им остана паркирањето. Тогаш кога го формиравме ова јавно предпријатие, да ја сам 10-12 години, колку има, 14. Визијата беше ова јавно предпријатие да работи и на осветлувањето, да работи и на стопанисување со овие општински деловни објекти и така натаму, и да го развива системот на паркирањето. Во меѓувреме, почитувани советници, токму овој состав, ја би рекол, од трите нозе ги скрши двете нозе на ова јавно предпријатие. И сега остана тоа едната нога, кризната состојба и неја ја така доведе во прашање, предложил таму штабот да се тоа укине во интерес на граѓаните. Добро, управниот одбор таму прифатил, добро, прифативме и ние, добро. И еве сега нема некоја анализа, побара Драган, па да ни кажете од јавното предпријатие зашто станува збор во бројките, нормално. Дали моето чувство дека е пред колапс ова јавно предпријатие, за да ние сега преку вореден начин, каква е состојбата, таква е.
Србите велат, беба е роđена, валја е љуљати. Што да правиме сега? Го имаме тоа јавно предпријатие во ваква состојба. Тоа го гледам, сега некој ќе каже, поубаво е осветлувањето сега. Убаво е, но што се случи? Само се заменија сијалици, едни со други. Токму тоа беше приказката, може ли да се собере сила ова јавно предпријатие, токму овој потез технички, замена на сијалиците со тие, не знам, како се викаат, лед, не знам, не е важно, за да останат приходите во ова јавно предпријатие. Викавме да не им се зимаат просториите оние во занатскиот дом. Што се случи? Им го зедовме тој приход, а општина нема приход од тоа. Колега, не расправаме за извештај за работа на ова јавно предпријатие. Ми имаме едноставна предлог точка за давање согласност на одлуката за ставање во функција на зонското паркирање. Еве, убаво говоревте, убаво од ваш аспект, меѓутоа на темата тоа значи убаво, какви биле состојбите, што биле причините, дајте да задржете се на тоа, на точката на дневниот ред, а тоа е повторно ставање функција. За целото јавно предпријатие ќе расправаме, се надевам, можеби и на следната наредна седница, бидејќи исто од овие причини ги одложивме извештаите на сите јавни предпријатија, па ќе имате можност надолго и на широко да го анализирате ова предпријатие. Ве молам да се држите на точката на дневниот ред. Неверојатна работа е како после овие две и нешто години овдека, после сите овие турбуленции во кои што навлезе Куманово, благодарејќи на таквата, ја би рекол, тврдоглаво гледање, тврдоглава политика и на Советот и на некои други субјекти. И сега вие за во една воредна состојба, велите, воредна ова седница, велите толку е едноставна ова работа. Па сакам да кажам дека не е едноставна. Сакам да кажам дека воопшто не требаше вака ова да се расправа. Имаме проблеми со јавно предпријатие. Куманово има многу проблеми, но имаме и ова проблем. Како ќе го решаваме? Ајде 3 дена понапред или 5 дена понапред повторно граѓаните да плаќаат. Ама сте измислиле чудо едно. Па немојте така, врти граѓаните да платат. Ние градот го доведовме во една многу лоша состојба. Како не гледате? Како не гледате? Веќе целата држава се сврте против нас, во наводници против. Па требаше сосема поинаку вие да постапувате. Така ветивте. Власта доаѓа од иста партија и така, и не знам што чудо ќе биде. Вие го закаравте Куманово со субјекти кои што... Значи, од Куманово паркинг сега отидовме на целокупното владење. Сега не е расправа ниту работата на владеачката гарнитура. Па вие правевте анализа на мене и моето зборување. Јас не правам анализа, јас се исполнувам мојата должност и вас и сите членови на Совет да ве поменувам ако отстапите од точката на дневниот ред. Еве тоа го правиме најкултурно јас и вие, ама не го злоупотребувајте и не под фирма на тоа дека расправате за точката, расправате за Куманово паркинг, а сега расправате и воопшто за работењето на Советот, на локалната самоуправа и пак се навраќате процедурално зошто вака работиме. Работиме затоа што ги почитуваме законските акти, работиме впрочем затоа што и така изгласавме што ни дозволува изборната победа, мнозинството, законските прописи. Кога вие еден ден можеби некогаш ќе освоите власта, постапувајте поинаку, тогаш ќе видиме на дело како ќе ги решавате. А впрочем да се задржиме на ова е прв пат да имаме и воредна состојба, прв пат и да се справуваме, не велам дека се идеални и овие и било кои мерки, воод се решаваат, ефектите ги гледаме некои на дело, некои ќе ги гледаме понатаму и понатаму ќе ги анализираме. Дајте, задржете се, ако имате уште нешто да додадете за конкретната точка. Веќе по втор пат ме прекинувате и јас одговорив на вашата анализа. Кои сте вие да правите анализа на мене, а јас да не правам анализа на вашето размислување? Како тоа? Мислите дека ќе ви останам должен? Значи, нема што да ми останувате должни. Таа разлика меѓу мене и вас, ние сме изедначени во сите права, како членови на Советот, со таа разлика што јас имам и повеќе права, обврски и одговорности во делот на водењето на седницата и почитувањето на правилата. Тоа јас и вие го расправаме 2,5 години веќе и нема потреба да го расправаме, има таа разлика, барем вас не треба да ви објаснувам, вие сте го практикувале тоа во некое друго време и многу подобро од останатите знаете таа разлика. Повелете, дискутирате за точката на дневниот ред. Така, значи, само со една реченица,
целокупната катастрофа во која што го доведовте нашиот град, ова е само еден сегмент од таа катастрофа, последиците се врз граѓаните, јас зборувам во име на граѓаните, зборувам во име на перспективите, зборувам во името на оно што сте го вие ветувале, што сте ги подлажале граѓаните да ве гласат, а сега вие си удирате нешто, не знам, ние па кога вие ќе одете па правите што сакате. Кога ние ќе додеме има време, година и пол, накај две, времето се губи. Така да, како и да е, нормално дека ќе гласам против оваа одлука, затоа што е само обид да се намали, да се спасува ова јавно предпријатие, а неговиот напад не беше сега во кризното време, туку нападот врз ова јавно предпријатие беше извршен, не знам, година и пол, две од денеска. Благодарам. Благодарам. Дали некој друг бара збор? Јас би сакала да кажам неколку збора, еве потикната, инспирирана од претходните дискутанти. Значи, уште еднаш ќе повторам, немаме денеска точка на дневен ред во која дискутираме ниту за спасување, ниту за заглавување, ниту за тековното работење на јавното предпријатие Куманово паркинг. Имаме, пак ќе кажам, едноставна точка на дневен ред, едноставна само од аспектот на тоа дека правно треба да го поддржиме немањето повеќе на таква потреба, на проценката, која можеби не е докрај издржана. Многу мерки, многу постапки кои ги носиме се уште во текот на оваа воредна состојба, ќе бидат веројатно предмети на оценување и анализа. Во моментот постапуваме така како што сметаме дека е најдобро. Во тој момент, во она што се наши впрочем ингеренции како локален парламент, сметавме дека можеби не е кој знае каков придонес во релаксирањето на состојбата на граѓаните, меѓутоа сепак, ете, и тоа е мал придонес во ослободување од наплатата или можеби не само во финансискиот товар, туку од товарот дека треба да размислуваат кога паркираат, колку трае часот, како да се препаркираат, кога на сите ни беше фокусот здравјето, сопственото на сите граѓани во општина Куманово, тогаш се сметаше и така и одлучивме дека ете тоа е една од можностите со која ќе ја подобриме состојбата и ќе ги релаксираме малку граѓаните на општина Куманово. Меѓутоа во вакви ситуации ситуацијата се менува од ден на ден. За среќа во последните 2 недели таа се менува на добро. Од ден на ден имаме се помалку новозаразени, од ден на ден имаме се помалку и починати, од ден на ден имаме се поголем, рапидно расте бројот на оздравени веќе заболени пациенти од нашата општина и ние во општина Куманово и во повеќето општини, ако следите, значи ние не сме единствени, исто така што ја укинуваше, па пак ја враќа во функција, исто така и работата на одредени јавни предпријатија, служби и полека се обидуваме и ние на овој начин да го враќаме условно кажано нормалното живење. Уште долго нема да можеме ние сосема во полн капацитет и условно кажано нормално да функционираме и живееме, меѓутоа чекор по чекор се враќаме на овој начин и со тоа, а се разбира дека тоа има влијание и на севкупното работење, меѓутоа ниту тогаш беше предмет некаква финансиска импликација на работењето на Куманово паркинг, ниту намерата да го штетиме, ние сами да го штетиме сопственото предпријатие, далеку било, ниту имаме сега пак намера да го спасиме, ниту тогаш сме го заглавиле, условно кажано, ниту сега го спасуваме, ниту пак имаат некој, кој знае какво влијание тие 2-3 недели колку се во прашање. Тоа беше една од мерките, впрочем ние немаме кој знае какви ингеренции на ниво на локална самоуправа, за да интервенираме во подобрувањето на состојбата. Дел беа, како што беше, иако не е точка, еве малку ќе отстапам, ама компаративно, како што беше забраната за работење или ограниченото работење на пазарот, повеќе од безбедносни причини, овдека не беа во прашање безбедносните причини, туку нашата намера да им го лесниме животот на граѓаните во општина Куманово на извесен начин. Се надевам дека во тоа сме успеале, колкав е предонесот ќе има време да цениме, да анализираме, имаме и многу други мерки кои треба можеби да бидат предмет на анализа. Имаше добра намера. Се надевам дека тоа ќе успеат да го ценат и да го почитуваат нашите граѓани, меѓутоа реков чекор по чекор се враќаме во нормалните токови. Дел од нормалните токови на функционирање, на живење, на работење е функционирањето на нашите јавни предпријатија, јавни установи
и сметавме дека најбрзо можно, затоа е воредната седница, дека треба да се стави, бидејќи како што се враќаат движењата на граѓаните полека при движувањето, така се зголемува и протекот на возила, на луѓе, на сообраќајот, па сега, сакајќи да помогнеме, да не направиме друга пречка, да има проблеми во паркирањето во метежот, тоа беше мотивот, едноставен, без никакви посебни некои позадини, ниту сме имале, ниту можеме да имаме. Се беше во функција и се уште се е во функција на успешно справување со воредната состојба во општина Куманово. Јас толку, дали има некој? Повелете Петрушевски реплика. Добро, алудирате, се враќа нормалноста, така натаму, токму тоа и ние го зборуваме и добро е што е така, стварно е така, токму во таа смисла велевме дека на една редовна седница со една анализа за ден, два, три, ова работа ќе се заврши. Значи, отприлике чувството за нормалноста видов дека го имате. А кога веќе сметате дека е се во интерес на граѓаните ова, било и ова сега што се поништува на одлука, зошто не ви текнало на изготвувачите на овие одлуки, па еве, токму во интерес на граѓаните да ги намалат цените сега. Ако веќе мора да се враќа, добро, ради сообраќајот, добро, па дај намалете ги цените. Зошто? Плати, мати, таму светото е намалено, знаеме, работењето е во голем процент намалено. Приходите на граѓаните. И сега, во име на некоја нормалноста, вие се враќате со потполно исти цени. Што значи, зборта ми е, требало малце подобро да размислите. Исто го сакате Куманово, како што го сакаме и ние. Не го сакате вие повеќе. Исто сакате да угодите на граѓаните, колку што сакаме и ние. Треба да се размислува за секој денар што се вели во работењето на општината. Ете така, благодарам. Сега се слушам. Како одговор на вашата реплика, ниту досега, па ни сега, ни во услови на се уште воредна состојба, меѓутоа сметаме дека се движи на подобро, не сметавме, и јас лично не сметам дека имаме високи цени на паркирање, напротив имаме едни од најниски во Републиката и не сметам дека е тоа некое големо оптоварување. Реков, се уште е намален обемот и на сообраќајот, се уште е намален и бројот на паркираните и возила и паркирањата во однос на некое нормално функционирање, меѓутоа таа неможност, тоа нерегулирање создава известни проблеми, тоа беше мотивот, не сметам и не сметавме дека е тоа некое оптоварување, можеби ако не дај Боже потрае ова состојба, ако се процени ова подобрена, меѓутоа се уште не нормална состојба, можеби ќе излеземе и со таква одлука. Сега за сега не сметавме дека има потреба. Повелете, Драган Петковски. Благодарам, председателке. Значи, со вашата реплика ме иницииравте да излезам на говорница, бидејќи рековте дека имаме една од најниските цени за паркирање во Републиката. Не би се сложил со тоа. Ја имам правена анализа по градовите и можам да кажам дека цената на паркирање и во Битола е поевтина, и во Прилеп е поевтина, и во Штип е поевтина, и во Велес е поевтина. Единствено што може да се споредуваме е со Скопје. Борете, ама не може да кажеме дека е една од најниските. Една од највисоките, да. Скопје и Куманово, да. Иначе во сите други градови и Охрид. Во Охрид е посебна приказна. Во сите други градови е поевтино паркирањето отколку во Куманово. Не навлегувам во тоа дали треба да биде или не треба да биде. Ама констатацијата дека во Куманово е една од најниските цени во Републикава не е точна. Благодарам.
Благодарам. Одговор на вашата реплика. Значи, иако не беше потенцирано, ниту е тоа предмет, попат го кажувавме ни ова, како аргументација, се разбира дека прво ниту сите градови имаат регулирано паркирање, тоа го имаат поголемите градови, поголемите општини, а не еднаш сме потенцирале дека сме најголема општина во државата и процентуално во однос на жителите, во однос на бројот на возилата, во однос на степеността, јас се уште сметам дека имаме исклучително, и пак ќе кажам, една од најниските, меѓутоа не номинално, како што кажавте, меѓутоа реално по величината на општината, по бројот на возилата, сметам дека е исклучително ниска. Анета Шандева, реплика или дискусија? Повелете. Благодарам, председателке. Не мислев да се јавам, почитувани колеги советници, почитувани медиуми, почитувани граѓани на овој наш намачен веќе град. Не мислев да се јавам, меѓутоа ме потикнавте. Од вашиот говор ме интересира што се смени или нормализира во овој период за кој што ние свикавме вонредна седница. Одејќи наваму поминав покрај 3 банки. Не знам од која страна сите вие поминавте. Пред банките има маса на луѓе кој што не дава впечаток дека нешто е нормализирано. Станува број за огромна бројка луѓе кои што чекаат тука нормално си ги завршат своите потреби и за жал се соочени ниту со социјална дистанца видов, ниту видов некој ред, бидејќи повеќе ги нема воените припадници да го одржуваат истиот. Што се однесува до оваа одлука, ќе се задржам за неа. Зарем не сметате сите дека е преуранета? Ја никакво нормализирање не гледам, а нормално и вие не гледате. Зошто сега, на оваа мака што имаат граѓаните, најголем дел од нив немаат примено парични средства, ќе се соочат со проблемот на некој начин да трчат да си ги платат за останатите сметки и останатите давачки. Кога дадовме за овој краток период, зошто не бидеме доблесни и оваа одлука се одложи или на некој начин, кога навистина нешто ќе профункционира по-нормално, оваа одлука тогаш да ја донесеме. Сметам дека е преуранета, преизбрзана и не толку целисходна. Состојбата на јавното предпријатие, да, луѓето се оставени само на оваа добивка, благодарение на јавно-приватното партнерство и одземање на деловните објекти. Меѓутоа, нити треба да ги казниме вработените таму, и тие ја чекаат платата, а ја чекаат само од овој приход. Меѓутоа, не и собствените граѓани, затоа што истите, навистина, се уште не, лично јас не чувствувам дека имаме нормална состојба. Сигурно и секој еден од вас. Доволен е фактот што вечер у 7 треба да сме дома. Значи, нема олабавување. Моето прашање е едноставно. Дали е секоја од донесените мерки во оваа вонредна состојба ќе биде укинувана или сменувана на ваков начин? Дали да очекуваме за било која една мерка вонредна седница? Или ќе се направи една седница каде што ќе се навистина изанализира и внесат сите мерки, доколку се смета дека некоја веќе е поминат рокот затоа што сите тие се вонредни? Дали на една седница или ќе бидеме вака свекувани на вонредна седница за било која една мерка која што е донесена во овој вонреден период? Нема што да кажам друго, сметаме дека е преурането и навистина не сме за оваа одлука, а вие размислете, колеги, како сакате. Благодарам. Благодарам. Дали некој друг ба разбор? Советникот Милијан Доновски, повелете. Благодарам, госпоѓо председател, почитувани колеги советници, почитувани граѓани. Ние живееме во период на вонредна состојба. Самата вонредна состојба како околност во која што живееме нуди опции за вонредно постапување. Заради тоа и гласав тогаш кога утврдувавме дека постојат
оправдани причини за свикување на оваа вонредна седница на Советот. Немав намера да се јавам за дискусија, бидејќи јавно е познато дека на минатата седница, кога ја донесовме одлуката за да се прекине наплата на јавното предпријатие за услугите за паркирање во Куманово, јас јавно кажав дека сум против и гласав против. Зошто гласав тогаш против? Заради тоа што ние како Совет имаме обврска да се грижиме за субјектите кои што сме ги основале. Исто како што имаме причина да се грижиме и за граѓаните на општина Куманово. Бев надгласан и воопшто не ми беше криво. Се раководев од мислата дека советниците кои што гласа, меѓу кои што гласа и колегите од опозицијата, гласаат со мисла дека придонесуваат со нивниот глас да им биде подобро на мнозинството граѓани во општина Куманово, а не во случајов на јавно предпријатие. Но ова јавно предпријатие е наше јавно предпријатие. Не се работи овде за плати на вработените во јавното предпријатие, туку за суштината за која што тоа јавно предпријатие е основано. Тоа јавно предпријатие треба да овозможи сообраќајни услови за сите граѓани да можат соодветно да го користат просторот наменет за таа цел. Општина Куманово, за несреќа, е еден од градовите кои што има најмалку паркинг места. А огромна побарувачка за паркирање. Ова јавно предпријатие, како ја што го доживувам, иако не сум учествувал во време кога е основано ова јавно предпријатие, не е основано за да некој зима плата. Ова јавно предпријатие, според мене, многу е логично. Верувам дека сите граѓани веруваат во тоа. Дека е основано заради тоа да се создадат соодветни сообраќајни услови за да можат граѓаните да ги вршат и да ги регулираат и да ги остваруваат нивните интереси. Подеднакво, сразмерно на нивните можности. Што е сега битно за оваа седница, каков износот на цената која што ја плаќаат корисниците на паркинг места? Ако мене ме прашате, јас би рекол дека паркирањето, а тоа го имам кажано и во една друга пригода, во центарот на Куманово треба да биде 3 пати поскапо од колку што е сега. Зашто не е логично некој да дојде во центар на Куманово да ја паркира колата и да плати 100 денари кафе, а да плати 30 денари паркирање. И да седи тука. Како што сега не е логично, и за тоа гласав, да дојде некој са бајле во 6, да си ја паркира колата на некое паркинг место и да заборави дека ја паркирал на плоштад. Значи, тоа се тие околности. Ние мораме, со носење на ова одлука, да кажеме дека да постоеше волја во мнозинството на Советот да им се помогне на граѓаните, бидејќи кризна е состојбата, сите беа вознемирени, сите беа на одреден начин збунети како да прават, па сега зарем и тој притисок треба да го трпат, да гледаат на сат дали им е паркирана колата, кога треба да пратат нова порака. Имаше една друга околност. Тогаш забраната за движење беше до 4 часот. Сега се променија околностите. И тоа е една друга околност која што исто така влијае на тоа како се носат одлуките. Да не должам, ќе завршам со нешто што ме потикна на дискусија. Да, ние како советници имаме обврска да се грижиме за сите граѓани на општина Куманово и за сите јавни предпријатија кои што сме ги основале, меѓу тие јавни предпријатија и ова предпријатие Куманово паркинг, и тука нема ниту ништо за срамење, ниту за подценување. Како што кажав тогаш дека ќе гласам против, јавно, сега потврдувам дека ќе гласам за ова предпријатие да се отпочне со нормална работа. Благодарам. Благодарам. Дали некој друг бара збор? Нема други пријавени. Ја заклучувам расправата по единствената точка од денешниот дневен ред и предлог решението за давање согласност на одлуката на јавното предпријатие Куманово паркинг Куманово за ставање во функција на зонско паркирање го ставам на изјаснување. Ве молам со кревање на рака, изјаснете се најпрви кој е за.
18? Ајде, ве молам да го повториме гласањето. Кој е за? Осумнаесет члена на Советот гласаа за. Кој е против? Шест члена беа против. Дали има воздржани? Нема. Констатирам дека со 18 гласа за, 6 против и ниту еден воздржан го усвоивме решението за давање согласност на јавното предпријатие Куманово паркинг од Куманово за ставање во функција на зонско паркирање. Со ова го исцрпевме денешниот дневен ред од четвртата воредна седница на Советот на општина Куманово. Јас заклучувам седницата и ви благодарам за правовремениот и брзиот одговор за присуство и работа на ова воредна седница.